Во текот на 1923 и 1924 година, поголем број новинари на угледни и влијателни европски весници успеа да се сретнат со Тодор Александров во планините каде што тој се движел и действувал и го прикажаа во своите интервјуа како легенда и херој на Македонија. Еве како новинарите од тоа време го виделе Тодор Александров. Јас очекував да најдам еден страшен кондотиер, фанатичен и екзалтиран. Но сосема друг човек седеше пред мене. Слаб, доста висок, бледо лице, правилен профил, што завршува со една ретко прошарана брада. Продорни очи, понекогаш замислени, но секогаш нежни. Тодор Александров, кој на 42 години зборува спокојно, сладкоречиво, речиси без гестови, дури и за најважните прашања за неговата татковина и за себе лично. Неговото спокојство и ладнокрвност одушевуваат. Строг, но секогаш љубезен со своите чувари, кои со него ги споделуваат опасностите, јас не забележав ниту еднаш тој да го повиши гласот, било кога даваше наредби или пак им даваше некакви инструкции. И покрај тоа, овој човек, кој е душата на македонскиот отпор, има една железна волја и неговиот решителен дух не престанува да ги воодушевува оние кои го обкружуваат. А за неговиот живот како револуционер, истиот новинар ќе напише: носејќи иста униформа како неговите четници, Тодор Александров и живее како нив. Оди пеш, спие на земја, секој ден на различно место и многу пати се храни само со леб. Како и неговите другари, и тој носи пушка со 250 куршуми, бомби, ранец во кој се наоѓа архивата и кој не е полесен од другите. А друг европски новинар, опишувајќи го како моќен водач на ВМРО и човек од чии очи блеска пламен на апостол, ке го опише. Неговото лице е како Исус. Тој тука е Исус на планината, воинствениот Исус. Отворените судири на автономистичката ВМРО на Тодор Александров со политиката на земјоделската влада и нејзиното учество во девetoјунскиот преврат и во септемвриското востание кон средината на 1923 во Бугарија, а особено по поврзувањето со Советскиот сојуз и со Коминтерната, ја предодредила на тамошната политичка ориентација на организацијата ВМРО. Во Прага се одржувал судски процес против атентаторот Јордан Цицонков, кој што убил министер во владата на Александар Стамбулиски. А Тодор Александров, на адвокатот кој што го бранил Јордан, му напише: Македонија има своја историја, своја душа и една силна, непоколеблива волја да биде слободна. Секој македонец е свесен борец и докрај ќе обстои на девизата слобода или смрт. Нема земјина сила која што може да го убие слободниот дух на македонците. Со таа вера живее, легнува и се буди секој македонец, без разлика каде се наоѓа тој. Гледајќи ја Македонија како посебна самоуправна политичка единица во рамките на една Балканска федерација, Тодор Александров до Јован Јовичич, кој што бил поранешен конзул на Црна Гора во Женева, ќе напише: Што има подобро од тоа? Црна Гора
Србија, Банат, Босна, Херцеговина, Хрватска, Словенија, Македонија и Бугарија да направат една Балканска федерација. Така би се создала една голема држава од Трст до Солун и од албанските планини до Црноморе. Па во таа држава, кога Македонија ќе биде посебна политичка единица, ќе може самата да се уреди. И сите народности ќе се радуваат на еднаквите и рамноправни права. Најдов едно писмо кое што досега не е објавено никаде. Во тоа писмо Тодор Александров до еден негов пријател ќе му напише 1924 година. Македонија во минатото даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со стравопочит. Македонија и сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за самопожртвување пред споменот или ликот на кој им симнуваме капа. Ако Македонија немаше создадено голем број горди и скромни маченици, никому познати, храбри луѓе, при многобројните непријатели кои ја обкружуваат, одамна би престанала да постои и како морална сила и како географски поен. Драгоцените квалитети и дарби на Македонија се залог за сигурноста и брзо извојување на независноста на Македонија, а не способностите на малкумината водачи. За спроведување на својата комитска дејност, Тодор Александров Пиринска Македонија ја претворил во своја основна организациона база. Како што вели Поп Гентинзон, дописник на весникот Време од Балканот, тој вели дека сите овие млади луѓе тероризмот го гледале како единствено решение за постигнување на нивната цел, за постигнување на своите културни и политички стремежи. Ѓорче Петров. Зошто бил убиен Ѓорче Петров? Сценаристот во едно интервју изјавува: убиствата, тоа се внатрешни недоразбирања, идејни недоразбирања кои што доведоа до масовни судири и убиства во организацијата, и тоа не само на десната страна. Убиствата започнаа своеглаво од Јане Сандански, кога се убиени Борис Сарафов и Иван Гарванов, без каква да било одлука или решение на Централниот комитет на организацијата. По Првата светска војна, Ѓорче Петров беше владен службеник, односно председател на комисијата за бегалци при бугарската влада на Стамболиски, која што земјоделска влада, заедно со српската влада, настојуваше да ја забрани и уништи ВМРО, па дури и го потпишува Нишкиот договор во 1923 година за елиминирање на организацијата. Тодор Александров тогаш посегнува по таквите, според него, непријатели на организацијата, и тој самиот вели: организацијата ќе се справи со сите непријатели на ВМРО и на Македонија. Александр Цанков сразу ставит на место Тодора Александрова. Ты должен знать твое место. Твое место не дальше границ Пиринской Македонии. Ты не смеешь вмешиваться в болгарскую политику. И болгарская политика не будет считаться с интересами твоей организации, если эта организация мешает болгарскому государству. А эта организация мешала болгарскому государству, потому что на что рассчитывал Тодор Александров? На четническое движение. Четническое движение – это значит переход границы, это значит отправка чет в Ардарскую Македонию. Вы нарушаете границу другого государства, вы нарушаете границы королевства СХС. Не может терпеть королевство СХС. Королевство СХС реагирует постоянно, реагирует нотами. Александр Цанков в неудобном положении. Он должен принять меры против организации. Где место тогда Тодора Александрова? Тодор Александров должен заставить мир заговорить об объединенной независимой Македонии. Должен заставить мир принять ВМРО и идеи ВМРО, чтобы мир понял, за что борется Тодор Александров. Он не может это сделать без помощи великой силы.
но ему отказывает Англия, Великобритания, ему отказывает Франция, остается только Советский Союз. Но есть еще, простите, я вас перебиваю, но есть еще один очень важный момент. Мы говорили о том, что Тодор Александров хочет, чтобы организация была целостной, движение было единым. Но тут существует другая струя, которую называют федералистическая струя. Цврсто убеден во извојувањето на слободата за татковината, Тодор Александров во едно окружно писмо на Централниот комитет на ВМРО до раководните органи на организацијата, честитајќи им ја новата 1924 им посакал. Посакуваме високосната година која што сега започнува да биде среќна година, очекувана со толку нетрпение не само од борбена Македонија, туку исто така и од сите угнетени и обесправени луѓе на земјата. Да живее независна Македонија, да живее самоопределувањето на народите, братството меѓу нив и долготрајниот и справедлив мир во светот. Искрени честитки. Член на Централниот комитет на ВМРО, Тодор Александров. Сушност тоа е времето кога Александров имал испратено преговарачи и веќе преговарал со Советскиот сојуз и со Коминтерната за материјална и финансиска помош од официјална Москва и од Коминтерната за потребите на ВМРО. Но главен услов за тоа било помирување на сите фракции во македонското револуционерно движење и нивно обединување под знамето на внатрешната македонска револуционерна организација. Од таа гледна точка не зачудува фактот што Александров вака остро настапувал и против новата бугарска власт на Александар Цанков. Значи, прагматизмот на Александров се огледувал и во неговите преговори со Советскиот сојуз. Се поставува прашањето како е можно така антикомунистички ориентирана организација како ВМРО да влезе во преговори со првата комунистичка држава во светот и со Коминтерната како репрезент на комунистичките партии и движења во Европа и во светот. Но од друга страна, јасно е дека на ВМРО и на Александров им биле потребни и финансиски средства и друга материјална помош и помош во оружје за остварување на целта создавање на автономна македонска држава. Александру Цанкову не остается ничего другого, как показать свою лояльность королевству СХС. Он начинает арестовывать членов ВМРО. Он арестовывает членов ВМРО, и тогда опять-таки Тодор Александров поставлен в двойственную ситуацию. С одной стороны, он понимает, что должен предпринять какие-то меры Александр Цанков. С другой стороны, он не может начать борьбу против Александра Цанкова, потому что он лишится своей базы, которую он имеет для организации Пиринской Македонии, когда не подготовлена другая база в Вардарской Македонии, когда у него нет поддержки. Но с одной только целью – скорее бы заключить соглашение с Советским Союзом, и тогда одна великая сила станет за организацией, и тогда организация станет более независимая от ситуации, которая имеет место быть в Болгарии. Поврзувањето на ВМРО со Советскиот сојуз и со Коминтерната представува пресврт во натамошното политичко и воено поведение на организацијата водена од Тодор Александров. Контактите меѓу представниците на Советскиот сојуз и Коминтерната и на ВМРО започнале во средината на 1922 преку македонскиот револуционер Павел Шатев во Софија. Врз основа на воспоставените контакти, Тодор Александров во јули 1923 испратил делегација на ВМРО во состав Димитар Влахов и Михаил Монев во Москва за да води официјални преговори со Советскиот сојуз и со Коминтерната. Врз основа на преговорите била скицирана идната платформа за заедничка соработка на база да не се поддржува бугарската фашистичка влада, да се поведе борба за единствен македонски фронт и да се води борба за слобода и независност на сите народи на Балканот за создавање на Балканска федерација. Тодор Александров во декември 1923 изготвил проект за спогодба меѓу ВМРО и Советскиот сојуз. Преговорите со Советскиот сојуз завршиле со подпишувањето на неколку документи во април и во мај 1924 во Виена, и тоа декларација, протокол за обединување на македонското револуционерно движење, манифест кон македонскиот народ,
кон организираното револуционерно население во Македонија и кон македонските револуционери и декларација на Македонската парламентарна група. Во сите овие документи, а особено во Мајскиот манифест од 6 мај 1924, кој бил изработен за објавување и за запознавање на македонската емиграција во Бугарија и на македонскиот народ, била изложена новата ориентација на ВМРО врз база на обединување на македонските национални револуционерни сили во единствен македонски револуционерен фронт за ослободување и обединување на раскинатите делови на Македонија во една наполно независна и самостојна политичка единица во незините природни, географски и етнографски граници. Мајскиот манифест е еден договор помеѓу македонските национални сили, значи обид направен преку Коминтерната да се помират левицата и десницата во македонското движење. Значи тие поделени сили, бидејќи овај период кога имаме еден силен подем на левицата и на меѓународна сцена, не само во македонската политичка сцена. И секако Коминтерната прави обид во вклучувањето на македонското прашање како дел од тие национално-ослободителни борби на народите кои треба да бидат дел од таа нивна планирана светска револуција, значи прави обид да ги помири македонските револуционерни сили, да ги обедини. Мајскиот манифест е обид направен од страната на Коминтерната да се обединат сите македонски национални сили за борбата на решавање на македонското прашање. Подпишувањето на Мајскиот манифест значи една нова етапа во организацијата и на некој начин ќе биде и фатална за самиот Тодор Александров. Имено до подпишувањето на познатиот Мајски манифест има една голема предисторија со присуството на Советскиот сојуз или Коминтерната на Балканот. Имено од средината на 22 година Советскиот сојуз, односно Коминтерната преку неговите представници, настојува своето влијание, своето комунистички интерес да го прошират и на Балканот. И гледајќи во ВМРО една силна, најголема вооружена формација на Балканот, може и во Европа, и сметаше дека само таа ќе помогне во стварувањето на своите политички, односно болшевички цели. Во таа прилика и Тодор Александров беше привлечен кон соработката на Советскиот сојуз, бидејќи до тогаш тој беше разочаран и од бугарската политика, и од политиката на Англија, на Италија, дека ќе помогнат во решавањето на македонското прашање. Тоа него го истисна од десната позиција и го притисна да соработува со левите политички сили на Балканот и со Советскиот сојуз, кој што со националните движења на Балканот шпекулираше заради своји интереси советизација на Балканот и ги подпиша документите во Виена за формирање единствен фронт меѓу фракциите што беа поделени во Македонија. Виенските документи, изработени врз основа на соработката на Централниот комитет на ВМРО со представниците на Коминтерната, а со цел обединување на македонското револуционерно движење, представуваат круна на желбите и надежите на Тодор Александров за создавање слободна и независна македонска држава. Во изготвувањето на Мајскиот манифест лично учествувал и Тодор Александров, а во негово отсуство, но по претходно овластување, документот во негово име го подпишале Александар Протогеров и Петар Чаулев. Овој документ всушност представува круна на неговото идејно свртување кон лево, односно кон предстојната борба за независна и самостојна Македонија во незините природни, географски и етнографски граници. Меѓутоа, при работењето на овој манифест, односно во изработката, во отсуство на Тодор Александров, членовите на ЦК тогаш на ВМРО, пред на Петар Чаулев, а во присуство и на Димитар Влахов, кој што веќе беше експониран како лево ориентиран македонски револуционер и како беше близок соработник на Советскиот сојуз и на Коминтерната, тие во последниот момент го изменя основниот текст на манифестот, ставајќи еден болшевички комунистички речник, комунистички зборови,
кој што на некој начин се измени, како што вели Тодор Александров, самата платформа на организацијата. Тоа значило комплетно нова ориентација и нова политика на ВМРО во поглед на македонското прашање. На македонското прашање покрај државен карактер му било дадено сега и национален белег. Во негово отсуство под мајскиот манифест се потпишале другите представници на Централниот комитет на ВМРО и представниците на Македонската емигрантска федеративна организација. Значи да заклучиме, Александров директно не се потпишал под мајскиот манифест. Значи, со овој манифест, советските представници, се разбира и членовите на Комунистичка партија на ЦК на Бугарија, сака ова револуционерна енергија, револуционерна платформа на организацијата да ја изменат во класно политичка, во класно работничка. И самиот Тодор Александров, понатаму во своите писма, вели дека бил многу изненаден од текстот на манифестот, дури во едно писмо вели дека коса ми се крена на главата кога го видов манифестот. Чаулев и Димитр Влахов не хотели нанести вред. Они, наоборот, хотели исполнить задачу, поставленную им Тодором Александровым, а именно во что бы то ни стало подписать договор с Советским Союзом. Но Тодор Александров не предполагал, каково будет содержание этого договора. Когда он, приехав в Вену, ознакомился со всеми документами, когда он познакомился с участниками переговоров, он был шокирован. Он не ожидал ультиматумов, которые ему выдвигали, потому что он до этого выдвигал ультиматумы, объясняя свою позицию. Тогда он вызывает Александра Протагерова в парк, чтобы тайно с ним поговорить. Он разговаривает тайно в Венском парке с Протагеровым и говорит: оставим письмо представителям Советского Союза и уедем. Таким образом, мы не будем ничего пока объяснять. Мы, с одной стороны, не разорвем отношений, а с другой стороны, мы выиграем хоть какое-то время. И мы не можем согласиться на то, что есть. Но Александр Протагеров, который тоже понимал, что ситуация очень неблагоприятная для ВМРО в самой Болгарии, он говорит: первый шаг сделан, надо идти до конца. Во тие задкулисни политички, дипломатски, разузнавачки активности, тука беше скроено и убиството на Тодор Александров, а се разбара и претходно, бидејќи со самото објавување на мајскиот манифест, Тодор Александров настојувал кај своите членови во организацијата, кај Петар Чаулев и кај Влахов, да го одложат објавувањето на манифестот, додека тој не ги среди некои работи во самата организација. Потписот врз овој документ многу скапо ќе го чини Тодор Александров, кој што за прв пат и објавува војна на бугарската влада. Односно, прв пат во документите на ВМРО стои дека се откажува од политиката на Бугарија и бара од македонското население да не ја поддржува политиката на Цанков. И когда с этим Тодор Александров возвращается в Болгарию, и когда вынужден своим приближенным сказать, что случилось, то шок происходит. Баждаров его спрашивает: ты профессиональный революционер? А действительно великий конспиратор, такую характеристику дал ему Петр Чаулев. Великий конспиратор с таким стажем революционной деятельности, ты устное обещание меняешь на свои подписи, что с тобой происходит? Својот однос кон македонското ослободително дело и кон политичката ориентација на ВМРО по мајскиот манифест, Тодор Александров го изложил во писмото до представникот на ВМРО во Цариград, Јанко Пеев. ВМРО е независна и ќе оди ни на лево ни на десно, туку напред како национална револуционерна организација со целото поробено население. Грешат сите кои сакаат да ја прават комунистичка или народна или заговорничка, чија и да било орудие. За мене другари и пријатели се сите кои чекорат честно, несебично и смело по патот на ВМРО, што е веќе зацртан со потоци крв, а непријатели се сите кои застрануваат од тој пат и сакаат да му наштетат на ослободителното дело. Все месяцы перед убийством, июль и август, это месяцы борьбы с тем, чтобы сначала не опубликовали майский манифест,
а второе в августе с тем, чтобы нейтрализовать последствия публикации Майского манифеста. В этом вся трагедия личности Тодора Александрова, в этом трагедия той игры, фактически, которая состоялась в Вене. Ибо Тодор Александров действительно, как его подозревал Димитров, уже не думал всерьез о заключении соглашения с Советским Союзом, но представители Советского Союза думали наоборот. Они считали, что они таким образом возьмут эту боевую силу в свои руки и эту боевую силу используют на службу мировой революции. Во писмо до Кирил Прличев од 1.6.1924 година, Тодор Александров ќе запише: "Одвратни се лагите кои се шират од наши блиски и треба да настојуваме да се поправат јавните лаги, да се исфрлат лажните закани од ВМРО кон Европа и кон целиот свет. Не треба да дозволиме ВМРО да се претвори во комунистичка организација и да биде оружје на Москва." Во преговорите при подпишувањето на документите, Тодор Александров барал рок од најмалку 1 месец за објавување на Мајскиот манифест, за да го сондира мислењето во раководството на организацијата, давајќи до знаење дека сака манифестот да го стави на разгледување на Општиот конгрес на ВМРО. И покрај неговото настојување да не се брза со публикувањето на манифестот, по иницијатива на Димитар Влахов и на Петар Чаулев, а под притисок на представниците на Советскиот сојуз и на Бугарската комунистичка партија, за да го компромитираат Тодор Александров пред бугарската влада, тој бил објавен во првиот број на весникот Балканска федерација на 15 јули 1924 година. Со тоа всушност била изречена и пресуда на Тодор Александров од страна на бугарските владини кругови. Имено објавувањето на манифестот за нив представувало тежок и ненадеен удар, во кој што гледале не само раскинување со политиката на ВМРО, туку и опасност од еден обединет и силен македонски револуционерен фронт. Затоа тие извршиле силен притисок врз Тодор Александров и Александар Протогеров да се откажат од манифестот. Веднаш по објавувањето на декларацијата со која се откажал од подписот на Мајскиот манифест, Тодор Александров на 2 и 10 август 1924 година упатил специјален распис до македонската емиграција и таен распис до раководните структури на ВМРО, во кој им дал на знаење дека организацијата повторно се враќа на старите позиции и нема да дозволи изменување на основниот курс. Истите овие ставови тој ќе ги повтори и во интервјуто за весникот Таймс од 16 септември 1924 година, објавено по неговото убиство, во кој ќе подблече дека ВМРО е националистичка, патриотска организација, дека не може со комунистите да има заеднички фронт и, додека е жив и стои на чело на организацијата, нема да дозволи таа да стане орудие на туѓи цели. Во август 1924 Тодор Александров му испратил писмо на Наум Томалевски, член на задграничното представништво на ВМРО, задолжен за одржување на врските со странските дипломатски представници, во кое му ги изложил следните инструкции за кои треба да се застапува во европските држави. Примена на договорот за малцинствата под контрола на Друштвото на народите и гаранција на некоја голема сила. Слободни избори, со право македонците да формираат своји легални партии. Федеративно раководство во Југославија, со Македонија како рамноправен член на федерацијата. Присоединување на Македонија под грчко робство и на делот од Македонија останат под бугарска власт кон автономна Македонија. И во последното интервју за лондонскиот весник Таймс под наслов "Македонските барања. Последни изјави на Тодор Александров", објавен на 16 септември 1924 година, односно по неговото убиство, Тодор Александров не отстапил од своите револуционерни цели и идеали за слобода на македонците и за независна Македонија. Изложувајќи ги своите последни минимални барања, тој изјавил: "Нашите барања се мошне скромни. Ние не го сакаме распаѓањето на Југославија.
Напротив, ние сакаме Југославија да стане една федерална, слободна и силна држава, најавувајќи при тоа дека ќе ја прекине својата вооружена борба. Само неколку дена пред убиството, Тодор Александров во писмото до Коста Јанков, представникот на Бугарската комунистичка партија, му ги изложил своите погледи за дејноста и карактерот на ВМРО. За голема жал, малкумина го знаат основното – карактерот на македонското движење, цврстината и издржливоста на македонецот, неговиот здрав разум, неговата силна волја и неуништивата енергија. И поради тоа, многумина досега се разочараа и добија скапи лекции во борбите за освојување или за нејзино уништување. И при такви нови обиди за мешање во незините нови работи, таа останува на својата позиција и нема никакво сомневање дека крајниот успех ќе биде на нејзина страна. И покрај тоа што Тодор Александров се откажал од својот подпис на манифестот, бугарската влада и понатаму се сомневала во неговите изјави дека сосема се откажал од новата ориентација на македонското револуционерно движење и не можела да се помири со фактот дека неговата автономистичка ВМРО може да действува самостојно и независно од незината политика. Во едни такви услови на 31. август 1924 година Тодор Александров бил убиен на пат да присуствува на Конгресот на Серскиот револуционерен округ, на кој меѓу другото требало да се расправа за Мајскиот манифест и за недоразбирањата во организацијата. Во присуство на Александар Протогеров, Тодор Александров го убиле војводите од Петричкиот округ, Штерју Влахов и Динчо Вретенаров, кои биле подчинети на војводата Алеко Василев. Раководството на организацијата и присутните делегати на Конгресот, изненадени и огорчени од случајот, скришум го закопале телото на Тодор Александров и до 12 септември го криеле неговото убиство, за да се пресметаат со убијците и со сите лево ориентирани припадници на македонското ослободително движење. Објавувајќи ја веста за убиството на Тодор Александров, сите софиски весници и гласилата на македонската емиграција во Бугарија го оплакувале тоа убиство како најголема загуба за македонското револуционерно движење. Имам чуено легенда за него, тоа го јас сметам ко легенда. Да кога разбрале новоселци дека Тодор Александров на 31 август 24 година убиен, сите новоселски жени носиле црни шамии. Црни шамии носиле од 31 август до 21 септември до Мала Богородица. И тогај под наредба, не знам на кој, било и наредено да се сметнат и ги симнале шамиите. Убиството на Тодор Александров представува едно од најмистериозните убиства во македонското револуционерно движење и предизвикало огромна сензација во македонските емигрантски кругови, а исто така и во европската јавност. Се смета дека убиството на Тодор Александров било инспирирано и мошне внимателно организирано и раководено од бугарската влада и од воениот сојуз, кои биле вознемирени од неговите политички потези и од прокламираниот принцип за автономија на Македонија. Неговите директни физички ликвидатори, убици се познати, тоа се војводите Штерјо Влахов и Динчо Вретенаров, но се уште останува тајна за тоа кој на вистина издал наредба за ликвидација на Тодор Александров. Бидејќи Тодор Александров беше убиен на пат да присуствува на Серскиот револуционерен округ, значи каде што се расправа за Мајскиот манифест, беше убиен, зато велам сценарио, во присуство на другиот член на ЦК на ВМРО, Александар Протогеров, и убиците, кога се случило чинот на убиството, го бива Тодор Александров и неговиот телохранител, додека вториот, како се рекол, членот на ЦК на ВМРО, Александар Протогеров, го ставаат жив. Понатаму постои едно тврдење на теза дека и Александар Протогеров е можниот нарачател на ликвидацијата на Тодор Александров, ако се знае фактот дека убиството на Александров се случило во присуство на Александар Протогеров, кој што за волја на вистината се онесвестил во тој момент на ликвидацијата и тврдел дека е затечен во сите настани. Дали е можно веќе подостарениот Протогеров, кој што бил член и на бугарската масонска ложа во Софија, да биде нарачател на убиството на Тодор Александров? На тоа прашање се уште ќе почекаме некој одговор во догледно време. Убиството на Тодор Александров се уште представува една од, така да кажам,
нерасветлените точки од македонската историја. Има повеќе верзии околу тоа убиство, но сепак јас сметам дека Протугеров не е директно вмешан в ово убийство. Поэтому сам характер Александра Протагерова не позволил бы, при том, что он откровенно высказывался уже против политики Тодора Александрова, но никогда бы ему не позволил бы участвовать в убийстве Тодора Александрова. Это первый момент. Второй момент относительно Коминтерна. Коминтерн не терял надежды, что им удастся взять ВМРО в свои руки. Никто, как сказал Чичерин, нарком или министр иностранных дел, он иронично заметил, что не мы убили Тодора Александрова. Это абсолютно однозначно, потому что среди самих коммунистов появились эти слухи. И эти слухи фактически вы их имеете из среды коммунистической. Это не наши методы. В этом была ирония. Мы знаем прекрасно, что, например, разведчик, о котором я говорила, отравленный в Берлине, был отравлен с позволения и, в частности, Чичерина. И третье, относительно отстранения официальными кругами Тодора Александрова. Эта версия наиболее близка, как мне кажется, к реальному положению дел. Почему? Потому что уже в августе, 4 августа, 6 августа обсуждаются проблемы, связанные с солитием македонского и коммунистического движений, и Русеву, министру внутренних дел, дается разрешение арестовывать македонцев. Тодор Александров стал мешать всем. И поэтому легко было его убрать. И поэтому подозрение падает на всех, потому что именно он мешал коммунистам, он мешал левым, он мешал правительству, защищая интересы своей организации. И поскольку он мешал всем, устранение Тодора Александрова тоже отвечало всем. В этом трагедия его личности. Денес се познати 4 теории околу убиството кој што мистериозноста на убиството на Тодор Александров. Во британските извештаи се наведени само 3. Првата варијанта е дека зад тоа убиство стои бугарската влада, која што незадоволна од насочувањето кон лево, односно кон Советскиот сојуз, Тодор Александров морал да го плати. Втората варијанта е дека заради убиството на Јанес Андански и вмешаноста на Тодор Александров во истото, одредени војводи од Петричкиот округ се решени да се осветат. И третата варијанта која што е присутна, тоа е официјалниот став на бугарската влада во тој момент дека за убиството може да се припише на членовите на Бугарската комунистичка партија, кои што заради нивната врска со Советскиот сојуз се на еден начин физичките ликвидатори, односно нарачателите, кои што сакаат да го убијат Тодор Александров и на тој начин да го казнат за неговото повлекување од потпишувањето на Мајскиот манифест. Но најверојатна е тезата дека убиството на Тодор Александров било лично наредено од бугарскиот премиер Александар Цанков. За тоа постојат повеќе индикации. 20 години по убиството на Александров во 1944 година на една средба припадници на бугарската офицерска лига лично признале дека тие го организирале убиството на Александров затоа што не биле сигурни дека Александров искрено се откажал од позициите во Мајскиот манифест. Јас лично сметам дека има многу повеќе елементи да се смета дека бугарската влада имала многу повеќе мотиви, причини, има индикации дека го организирала убиството над Тодор Александров, сметајќи дека многу повеќе ќе служи на бугарската политика како паднат жртва, која што како икона ќе го кренат, ќе создадат мит дека се борел за Бугарија и дека е убиен од левицата, за да може бугарската влада да ја потамани комплетната левица, федералистите, комунистите, илинденската организација.
Во македонската историја имаме многу личности кои ги изгубивме од нашата колективна меморија, но и личности кои беа анатемисани од политички и други причини. Секоја личност има свое место во историјата. Во светските енциклопедии е застапен Тодор Александров, но другите ги немаме. Ако има критериуми, нивното интелектуално ниво, нивната универзална наобразба, да го одберат него, имале зошто да го одберат. Тодор Александров е круна на револуцијата. Ние, дури ако го немаме Тодор Александров, требаше да го измислиме во историјата и да го ставиме на пиедесталот, на чело да биде. Затоа што ние ретко кој може тоа да го направи неговото дело. Се жртвуваше од почетокот до крајот. Од тие причини и во светската литература, во весниците, во списанијата, во архивите на дипломатите е поставен Тодор Александров како челник број 1. Како еден митски јунак, како херој, како личност, како македонец, за мене Александров е вистински македонски херој. И пак ќе повторам, немаме право и немаме потреба ние македонците од таков луксус да си арчиме историјата со такви херои, да ги бутаме во, извинете за изразот, во темната страна на нашата историја.